Кога ги читаме Евангелијата во Новиот Завет, наидуваме на настани во кој што Господ Исус одел на гости кај некои луѓе. Некогаш одел само на посета, а некогаш пак отишол да касне нешто. Две познати сестри од Новиот Завет, Марта и Марија, го доживеале токму тоа. И тоа неколку пати Исус отишол кај нив на гости. Тие не се познати по тоа што заедно со нивниот брат Лазар биле, може да кажеме, блиски пријатели на Господ Исус Христос. Еден ден тој дошол кај нив на гости, односно се вели дека Марта го примил, така најверојатно бил кај Марта на гости. Но неговата посета кај Марта на гости не е одела онака како што Марта најверојатно си ја планирала да оди. Христос седнал и почнал да зборува. И тоа не е било изненадување. Изненадувањето е следново. Марија, сестрата на Марта, седнала до Исусовите нозе и почнала да слуша. Додека Марија седела до Исусовите нозе, Марта им служела на гостите. Може би готвела, но сигурно служела. И тогаш се бил конфликт. Марта се побунила и на Господ Исус Христос му рекла: Боже, ајте молам, односно Господе, те молам, кажи на Марија да помогне, да стане да ми помогне. Христовата, за жал, често погрешно толкувана реакција не открива неколку важни животни принципи за нас денес како негови следбеници. Преку овој настан, Господ Исус Христос ни покажува како секојдневните обврски и работи кои што ги имаме да ги завршиме, колку и да се добри, колку и да се корисни за нас, колку да се корисни за луѓето околу нас, па дури некојаш да се во служба на Господ, сепак има можност да станат пречка во нашето општење со Создателот, односно со самиот Него, а и со неговите созданија, односно со луѓето. Во Евангелието според Лука, 10 глава, 38 и 39 стих е запишано следново. Додека патуваа, тој влезе во едно село. Една жена по име Марта го прими во својот дом. А таа имаше сестра, што се викаше Марија. Таа седна до нозете Господови и го слушаше словото негово. Марија одлучила времето кога што Исус бил кај Марта на гости да го помине со тоа што седнала до Исусовите нозе и ги слушала неговите поуки, односно неговите зборови. Оно што е интересно во однос на Марија е дека ова не е единствениот настан во која што таа доаѓа до покрај Исусовите нозе, односно паѓа некој кај Исусовите нозе, бидејќи во Евангелието според Јован 11 глава 20 стих и 12 глава 1 до 3 стих читаме за два други случаи, за два други настани во која што истата оваа жена доаѓа и паѓа пред Исусовите нозе. Еднаш тоа го направила кога нејзиниот брат починал Лазар и таа доаѓала да се жали пред Исус, а вториот пат е кога ги помазала неговите нозе со мирис, Исусовите нозе со мирис. И таа била личност која што без разлика како се чувствувала, секој пат кога имала можност да дојде пред Господ, таа токму тоа и го правила. Независно што и се случувало во животот, таа го излевала своето срце пред Бог. Таа била побожна жена, за која што во овие три настани за кои што читаме во Новиот Завет ни покажува нешто многу важно. А тоа е следно. Тоа е важно за нас денеска, дека Христос, дека Господ Исус Христос е достапен за нас независно од тоа во какви околности се наоѓаме во животот. Независно дали сме разочарани, дали сме збунети, дали сме задоволни, дали сме радосни, дали сме тажни и така натаму. Христос е достапен за нас во секој момент да дојдеме кај Него во молитва. И тоа што Марија го правела, тоа без разлика како се чувствувала, доаѓала кај Господ, верувам дека и помогнало да се соочи со различни ситуации во животот. Но, сега ни е важен овој настан, сега, не оние другите два во Јован, во Евангелието според Јован. Има два културолошки аспекти кои што треба да ги имаме на ум додека размислуваме за овој настан, односно за овие први неколку стихови. Првото е следно. Седнувањето до нечии нозе во еврејската култура се сметало како знак на подчинетост. Односно, ако седнеш до нечии нозе, со тоа всушност му покажуваш на тој човек, на таа личност, дека таа личност е твојот авторитет. Втора, друга многу важна работа е тоа дека повеќето рабени, најверојатно сите рабени во тоа време, не би дозволиле на жена да седне и да слуша поуки заедно со другите мажи. Значи и во нормални услови Марија би била во кујна со сестри. Би сецкала салата, би правила ручек и би ги послужувала мажите. Но Христос прави нешто поинако и дозволува да седне со нив. И со тоа покажува дека неговите поуки се за секого, дека во Божите очи мажите и жените имаат иста вредност и се прифатени на ист начин. И ова е нешто кое што е многу карактеристично за Евангелието според Лука. Предпоставам дека знаете дека четирите евангелија раскажуваат една иста приказна.
но секој писател на Евангелието, секој евангелист го прави тоа од поинаква перспектива. Земете, читате го Евангелието според Лука кога ќе имате време и ќе видите дека Лука многу често пишува за тоа како Исус имал средба со неевреи, жени и оние кои што биле отфрлени или познати во еврејското општество како големи грешници. Неевреите, жените и така наречените големи грешници биле тргнати настрана во еврејското општество. Тие биле маргинализирани и на некој начин другите од високо гледале на нив. Она што Лука го прави во своето евангелие и затоа е многу интересно во евангелие е дека покажува дека Исус всушност им посветил внимание и грижа токму на таквите, на жените, на неевреите и на оние кои што биле сметани за големи грешници. Сега, Марија знаела дека и се потребни Христовите зборови. Она знаела дека има нешто посебно во тоа да се слуша неговиот глас. Јас верувам дека кога би живеела денес, во време кога имаме Библија, таа најверојатно својот ден би го започнувала со читање на Божјиот збор, со молитва, со тихување пред Бог, а потоа би се зафатила со сите други обврски и работи кои што има да ги заврши во денот. Не велам дека читањето Библија и молитвата или тихувањето и мирувањето пред Бог се корисни само ако ги практикуваме наутро. Значи можеме тоа да го правиме кога сакаме во денот. Но има нешто посебно во тоа кога овие работи ги правиме на почетокот од денот. Ако го практикуваме тоа на почетокот од денот пред да се зафатиме со било кој обврски. Јас верувам дека кој пробал знае дека има нешто посебно кога денот ќе почнеш во мирување, тихување пред Бог и во читање на неговиот збор. И прашањето за нас денес е имаме ли и колку често ги имаме оние така наречени, ако може да ги кажеме, Марија моменти во секојдневието, односно моменти во кои што символички, ако можеме така да кажеме, седиме крај Исусовите нозе, читајќи Библијата, размислувајќи за Божјиот збор. Значи, не е прашањето само колку време минуваме читајќи го Божјиот збор или дали го читаме Божјиот збор, туку колку време минуваме и во мирување пред Бог, во медитирање над Божјиот збор, медитацијата, односно размислувањето за Божјиот збор, откако ќе го прочитаме Божјиот збор во секојдневието, е на дисциплина која што денеска тотално ја занемаривме во денешниот така наречен брз свет, кај што цело време имаме нешто што треба да завршиме и никако да седнеме и да се смириме. Псалм 1 вели дека Божјиот благослов почива не врз оној кој што го чита Божјиот збор, туку врз оној кој што размислува за Божјиот збор, бидејќи за нас денес тоа е начинот на кој што ние го слушаме Христовиот глас, Господовиот глас, преку читање и преку размислување за Божјиот збор. И ако Исусовиот глас го вреднуваме повеќе од се на овој свет, тоа за секогаш ќе ги промени нашите животи. И кога велам ќе ги промени нашите животи, не велам само за тоа дека послушноста кон неговиот глас ќе ги смени нашите животи, затоа што нашите души ќе бидат спасени, на ден ќе бидеме во рајот, туку Христовиот глас, односно оно што е запишано во Библијата, ако го читаме, ако размислуваме за тој глас, ако бидеме послушни на тој глас, нема само да смени нашата вечност, туку и нашето секојдневие, начинот на кој што размислуваме, начинот на кој што постапуваме, се соочуваме со луѓето, се соочуваме со некои животни ситуации. Буквално се што е поврзано со нашиот живот, Божјиот глас ќе го промени ако го читаме и размислуваме. Но во однос на нашето секојдневие, јас сум убеден дека општењето со Бог е најкорисно тогаш кога е наутро. Кој пробал знае. Исто како што тренингот на маратонецот е најкорисен пред, а не после маратонот. Евангелистот Лука продолжува и во 40 стих пишува: Марта беше многу зафатена околу служењето. Кога застана, рече: Господи, зар не ти е грижа што сестра ми ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне. Марта од друга страна, за разлика од нејзината сестра Марија, постапила поинаку, не седнала да слуша. 10 глава 40 стих вели дека била многу зафатена околу служењето. Немала време да седне и да го слуша она што отлотворениот Бог го зборувал и им го кажувал на другите кои што седеле и слушале. Или пак можеби си мислела дека прво треба да им послужи на гостите, па потоа, ако има време, ќе седне да слушне што е тоа што Исус има да го каже. Да се биде многу зафатен. Колку пати си ја слушнал оваа изјава? Многу сум зафатен. Или прашањето е колку често ја користиш ти оваа изјава? Многу сум зафатен, односно зафатена.
Денес оваа идеја дека сме премногу зафатени, дека немаме време, некои луѓе дури ја кажуваат како пофалба. Сакаат да кажат дека јас имам многу работа, луѓето ме бараат, имам многу обврски, немам време да одморам, немам време за релаксација, немам време да посветам на пријатели или пак на семејство, а уште помалку пак имам време да му посветам на Бог. Не велам дека луѓето не можат да бидат презафатени или дека кога некој ќе рече дека е презафатен, дека лаже. Значи секој поединец има свој живот, некој има помалку, некој има повеќе обврски. Од тоа нема бегање. Но во контекст на овој настан за кој што читаме сега, верувам дека оно што Господ Исус Христос сака да не потикне да го размислиме, односно да си ја преиспитаме, во врска со нашата презафатеност. Верувам дека оно што Бог сака да ни го порача дека иако е окей човек да има обврски, бидејќи самиот Бог кога не поставил на оваа земја ни дал работа, да работиме, ни кажал да основаме семејства, па дури во Библијата гледаме дека е сосема во ред и Бог сака да се социализираме, да имаме пријатели така натаму. Но прашањето е дали ја минуваме границата и дали од зафатени преминуваме во тоа да стануваме презафатени. И колку таа презафатеност е корисна за нашите души. Се разбира, не е, ама тоа е нешто кое што треба да седнеме и да си го размислиме. Значи, да не бидеме разбрани погрешно. Нема ништо лошо во работењето. Напротив, лошо е кога човек не работи и кога човек е мрзелив. За жал, низ историјата на христијанството, особено ако земеме да читаме за средниот век, ќе видиме дека некои луѓе го земале овој настан, некои други библиски настани, како основа за идејата дека она така наречена секуларна работа, секојдневна работа е нешто кое што Бог го дозволува, а црковната, свештеничката работа, кога човек само седи, размислува или пак му служи на Бог, е нешто кое што Бог го сака, а овие други секојдневни работи, па Бог ги дозволува, не е баш најзадоволен со нив. И на некој начин оние кои што не работеле во црква биле сметани за второкласни христијани, ако може така да кажеме, христијани од втора класа. А оние кои што работеле во црква биле сметани за христијани од прва класа. Но тоа библиски гледано воопшто не е вистина, бидејќи Библијата многу јасно ни сведочи дека работата, дури онаа секојдневна работа која што би рекле нема никаква врска со црква, му е угодна на Бог. Бог е задоволен со тоа доколку тоа го работиме честно. И не заборавајте дека уште на самиот почеток, кога Бог го создал човекот, Бог на Адам не му дал храм во кој што треба да служи, туку му дал градина која што требало да ја обработува. Нема ништо лошо во работата. Лошото е во однос на работата е како ние реагираме на неа, како ние реагираме на работата, па и на обврските кои што ги имаме во животот. Дали сме зафатени или презафатени. И кога сме презафатени, ние всушност немаме време за ништо друго освен за тие секојдневни обврски. И она што е многу важно да се каже дека ако сме постојано зафатени, односно многу зафатени, активни, служиме, работиме, а не минуваме време со Христос во читање, молитва, тихување, размислување на Божјиот збор, ќе ни се случи буквално истото што и се случило на Марта. Исус и вели на Марта: ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи. Односно, она што го вели Христос на Марта е: Марта, ти толку многу си растргната од сите обврски кои што ги имаш, што резултатот на сето тоа е само грижи и вознемиреност. И некогаш тоа е симптомот, тоа е резултатот, односно знакот според кој што можеме да препознаеме дали сме ја поминале границата од зафатени во презафатени. Ако има грижи, ако има вознемиреност, ако постојано се нервираме, тогаш тоа може да е еден многу добар знак дека веќе сме станали презафатени. Брзиот начин на живот за кој што до пред 1-2 децении читавме дека е реалност на некој начин во западниот свет, денес стана реалност и за нас. Толку многу живееме во општество во кое што толку многу сме соживеани со Марта, што на некој начин забораваме на Марија. Толку многу сме соживеани со работата, што забораваме да седнеме и да мируваме и да размислуваме за Бог. Секогаш има работа која што треба да завршиме. Состанок на кој што треба да одиме, дружење на кој што треба да присуствуваме, порака или мејл на кој што треба да одговориме и така натаму. И се наоѓаме во една ситуација слична на онаа на Марта. Многу се трудиме, многу сме зафатени и тоа оди не до таа мера кај што не само што сме изнервирани со околностите, туку малце по малце и луѓето околу нас почнуваат да не нервираат. И тоа е уште еден симптом на презафатеноста. Не секогаш, но често ќе се случи ова. Да бидеме вознемирани и другите околу нас да не иритираат и да не нервираат. И кога тоа ќе се случи, може би таквите моменти се добра можност и поттик од Бог да седнеме и да видиме дали тоа што така се чувствуваме е навистина поради околностите и поради тоа што луѓето навистина се такви не нервираат, или пак
Причината поради која што се околу нас не нервира и секој околу нас не нервира, всушност е затоа што си ставаме премногу товар. Затоа што сме расплинети на многу страни и не одвојуваме време да тихуваме и мируваме пред Бог. Значи, наместо причините за нашата нервоза да ги бараме секогаш во другите, дека другите се криви што сме изнервирани, верувам дека Бог некогаш сака да погледнеме во себе и да видиме со негова помош се разбира, да видиме што е тоа што прави така ние да реагираме на нештата и луѓето околу нас. Добрата работа кај Марта е тоа што била загрижена и вознемирена и тие грижи и таа нервоза некој ни искажала пред Исус. Но, иако барала и очекувала еден вид на решение, Господ Исус Христос не го дал тоа решение кое што го очекувала. Значи, Исус не го решил површниот проблем, туку го решил, односно го адресирал суштинскиот проблем, а тоа била презафатеноста на Марта. Значи, тој не сакал да го лечи симптомот на проблемот, туку причината на самиот проблем. Ако Господ Исус Христос и рекол на Марија да се фати за работа, тоа не би го решило проблемот на Марта, бидејќи и кога ќе се отишле гостите, Марта и понатаму најверојатно ќе била презафатена со многу одговорности, со многу врски во животот. Но тоа е некогаш она што е болно, но сепак е корисно за нас. А тоа е дека кога доаѓаме кај Бог и се жалиме за нашата вознемиреност, за нашите грижи, за однесувањето на другите луѓе кон нас, Бог ги користи тие моменти во животот да ни укаже што е она во кое што ние лично треба да порастеме или пак да созрееме. Значи, кога Марта дошла кај Господ Исус Христос со оваа поплака, таа очекувала Исус да застане на нејзина страна и да рече на Марија: Марија, стварно нема смисла, ајде стани, земи, сработи нешто. Но Исусовиот одговор е интересен бидејќи тој кажува што се наоѓа во нејзиното срце. Вели: Марта, ти си загрижена и вознемирена. И истовремено не обвинува сестра и Марија. Со други зборови, Христос како да сака да ја каже на Марта преку овие стихови, она што го читаме: Марта, ако само одвоеше малку време да го слушнеш мојот глас, што е тоа што јас имам да го кажам, немаш да си толку напната, да си толку загрижена и вознемирена. Со тоа Христос не и вели на Марта дека не треба човек да биде активен, дека не треба да работи или пак дека не треба да служи, туку дека без слушањето на неговиот глас, се останато што правиме во животот има многу големи шанси да води кон вознемиреност, кон грижи и кон напнатост. Во овие стихови Исус не се застапува за неработливост или пак негостопримливост. Всушност, низ целата Библија многу јасно можеме да видиме дека еден од резултатите на побожноста е работливост, а исто така друг резултат на побожноста е гостопримливост. Значи, тоа воопшто не го спориме. Библијата не поддржува луѓе кои што цел ден седат и размислуваат за животот без да се фатат за работа. Напротив, она што можеме да го видиме во Библијата, дека Библијата на некој начин ја осудува неработливоста, односно мрзеливоста, и на некој начин многу често ги поврзува со безбожие. Но, она што Христос сака да го каже тука е нешто друго. Тука станува збор за еден чест проблем со кој што ние многу често се соочуваме денес, а тоа е занемарувањето на времето поминато со Бог во читање, во молитва, во мирување, во размислување, медитирање на Божјиот збор, и сето тоа го правиме бидејќи сме презафатени. Исто како и Марта, ние сме презафатени. Значи, овој текст не остава со изборот дали да бидеме работливи или пак да бидеме побожни. Тоа воопшто не е дилема. Треба и двете да бидеме. Овој текст всушност ни укажува дека ако сакаме да внимаваме и да го негуваме својот духовен и душевен напредок, ќе има моменти кои што, јас пак ќе кажам, тврдам дека тие моменти ќе бидат особено корисни доколку ги практикуваме на почетокот од денот пред да се фатиме со било каква обврска и работа. Моменти кога ќе тргнеме на страна се останато и ќе дојдеме кај Бог да го слушнеме неговиот глас. Оваа случка не го отвара прашањето дали треба да работиме, односно дали треба да служиме. Туку верувам дека оваа случка го отвара следното прашање: кога ќе научиме да седнеме, да мируваме и да одмараме во Божјиот мир, без да бидеме расејани од нештата кои што треба да ги завршиме, без да бидеме расејани од известувањата и пораките на социјалните мрежи, од мејловите на кои што треба да одговориме и така натаму. Значи, нам ни е потребно срцето на Марија, која што сватила колку е важно да се слуша Божјиот глас пред да се зафати со било каква работа. Но исто така, нам ни се потребни и рацете на Марта, која што сватила дека Бог не создал нас луѓето покрај другото, за да работиме и да му служиме. Но тоа работење, тоа служење никогаш не треба да премине во презафатеност, бидејќи презафатеноста секогаш ќе биде штетна за нашите души.
И добар начин да се заштитиме од презафатеноста е практикувањето да седиме крај Исусовите нозе, символички кажано, односно да практикуваме молитва, читање на Божјиот збор, медитација, размислување врз Божјиот збор, дихување и така натаму. И како што Исус и укажал на Марта за нејзината презафатеност, верувам дека преку неговиот Свет Дух тој не само што може, туку ќе го направи истото и за секој еден од нас, доколку тоа ни е потребно. Кога ќе дојдеме кај Бог, како што дошла Марта со нејзините грижи, со нејзината вознемиреност, верувам дека она што Бог ќе го направи, ако искрено бараме неговата волја, и не само што ќе ни укаже што е тоа што се случува во нас, во нашите срца, туку исто така ќе ни даде и начин како да се справиме со она што ги обременува нашите срца, односно што не обременува од внатре. И независно дали сме загрижени, независно дали сме вознемирени, независно дали се наоѓаме во ситуација слична на Марта, каде што не нервираат и околностите и луѓето околу нас, верувам дека Бог се уште чека да дојдеме кај него. Бидејќи тој не само што ќе ни укаже што е тоа што се случува во нас, тој не познава многу добро, знае што се случува во нас, тој исто така ќе ни даде начин како да се справиме со тие работи кои што не обременуваат.